Јавното предпријатие ИСАР Штип се соочува со голема граѓанска неодговорност која ја плаќа со скапи дефекти и застој во работата, бидејќи во кантите за ѓубри и контейнерите се фрла се што. Највише се фрла во контейнерите и што ни страдат нашите возила со најголеми шут, со вреки, по улозите, по куќите и тапасерите што се низ градот. Они највише ни ги пунат контейнерите, фрлат и железа и ментални работи унатре, а нашите камиони не се само за ментални работи, за рушовини. Ако имат негде на страна, нека си го стават на страна, ќе дојдат нашите трактори, ќе завршат работите. Секојдневно, значи дел од граѓаните фрлат се и се што. Од кабас па до шут, цигли, тоа доаѓа до дефект на камионите на пресет. Она што може да се види, хигиеничарите го селектираат, но најчесто острите и непреработливи материјали се камуфлираат. Го кријат у вреки, жутини вреки, па озгоре стават ѓубре нормал малку, маркират го малку и не се ни приметува, ама ние кога го испразнеме овај нашиот голем камион, значи осеќаме го одма по тежината дека не може да го дигне камион. Кога овие материјали ќе влезат во центрифуга, настануваат големи механички проблеми и дефекти за чие решавање треба многу пари и време. Намената на контейнерите да се фрли ѓубре внатре. Сега има поставено и други контейнери, посебно за стакло, за пластика, па мислам дека луѓето треба да имат разбирање малку. Треба да се пази. За чистоќа да се мора да се гледа. Што ќе се видат тие луѓе што не фрлат на контейнер, за пример, нешто, би требало да се казнат најмалку со 3 плати. Треба да се внимава, ама немаме уште таа култура не. Што ги спречува граѓаните да бидат одговорни? 2,5 месеци камионите, нов камион, му цркна пумпата, хидравлична пумпа, тоа што не може сето тоа да го совлада, бидејќи е од подруг материјал, тоа е предвидено за малку помек материјал, доаѓа до повреда на самите преси и понатаму мачиме како да ги доведеме во ред. Таа пумпа сега што моментално е расипана чини 9000 евра. Во некои случаи, некои јавни предпријатија одбиваа да ги празнат контейнерите кантите за ѓубре, токму поради ова. Како ИСАР планира да реагира на овој проблем? Па ние освен да апелираме, да ги молиме нашите сограѓани, нашите сожители да сватат дека постои друга депонија за таков вид на отпад, не гледам друг начин како да се справиме, сватат дека сепак тоа што ќе се оштети пак доаѓа индиректно доаѓа од нивните џепови. Размислуваме да направиме една специјална линија за повеќе за такви работи, да вршиме и таква услуга што се вика символично нека биде наплатена, само да успееме да ги заштитиме возила.